Најголемата инспирација градоначалникот над градоначалниците повторно ја диктира содржината. Мотивиран од успехот на манифестацијата Тиквешки Гроздовер, открива колку е тешко да се организираат артистите кои ќе настапат. Што критериуми ќе поставиш за 10.000 евра? Да биде тендер за да пее некој уминич. И како ќе напишеш? Тендер да пее Лепа Брена. Или еквивалентно на неа. За ништо да не се препушти на случајност, мора да се направи добра анализа на пазарот. Врз тие објективни критериуми се провлекува и некој субјективен, базиран на личната симпатија. Ги видиме цените како настапуваат другите уметници и истите наши уметници, проверите ги издржавате по кои цени настапуваат. Мене ми е проверено. Најскапите уметник ли беше нас Цеца. Извинете, Лепа Брена. Мене Цеца ми умот. Сепак транспарентноста и отвореноста го красат изборот, иако тој во најголема мера се сведува на едни те исти кои ги врткаат мини сукните на македонските плоштади. Фахрета и Светлана, отприлика за иста цена, нудат слична услуга. Цеца е 30.000 евра плюс 10 или 11% персоналец, таму што си го рачуна. Тај е цента на жената. Лепа Брена е исто колку Цеца. Исто. Си вреде, не си вреде, тоа е брат, ако ти одговара. Штом постојано се ангажирани, изгледа дека и одговараат и вредат, ама знаат да бидат и херовити па и да предизвикуваат револт кај публиката. Не сакеки да интимизираат, иако некој баш и немале мерак да изградат близина. Еве, пример, галама кренаа сите, никој не се слика со Лепа Брена. Не чеш жената се слика, бе. Не чеш. И со мене не се слика. Ја не ни сакам до душа. Кадросан или не со кејф или без него, кавадаречкиот кмет вели дека постои политичка причина зошто се фаворизираат токму артисти од северот, а не на пример од некоја подалечна музичка дестинација. Јас за Зоберот се водев по една воделка од Open Balkan. И како изгласате ви Open Balkan, ја викам воа отворен Балкан се вика изгледа. И се што е на Балкан може да иде тука слободно со лична карта. И за тоа пеат човеци тука. Ја не земав пеач надвор од Open Balkan. Но во истиот тој регион се и представниците на домашната естрада. Само впечаток е дека се запоставени бидејќи им се сепак оставени преработките на патриотските песни, а жанровите не бива да се мешаат. И не може да земеме се од Србија пеаш да пее Јана Мори Јанинки или Сокол вода пие, како беше речено. Тие се песни, баба ги пееше, прабаба ги пееше и ние ги пееме. И на крајот, за тоа кога се тоа се очекува да заврши. Кога ќе влеземе во Европа, не ќе може вако. За среќа, Европа е се уште далечна. Бидејќи не сакаме да свириме по нивните ноти, слободно може да уживаме во турбофолкот. Како во музиката, така и во политиката.